За активности до НУВИВ се одбележува неделата на грижа за стари лица. Во домот за стари лица Мајка Тереза во Скопско Злокуќани се одржа хуманитарен базар токму по повод неделата на грижа за стари лица. Атмосферата оттаму ни ја пренесува колешката Билјана Енакиеска. За да ја одбележиме и ние како медиум неделата на стари лица, каде ако не во установата што се грижи за старите лица, тоа е домот за стари лица овде во Злокуќани. Со мене е Дејан Петров, раководител на овој објект и по професија социјален работник, долго време во оваа сфера. Дејан, добро утро, добре дојде. Добро утро, добре дојдовте и вие во нашата установа, во нашата стара установа, домот за стари лица Мајка Тереза, Злокуќани. Грижата за нашите стари лица е повеќе од 6,5 децении. Во рамките, функционирајќи во рамките на специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември, тука е и домот за стари лица Мајка Тереза. Сега, овдека е овој продажен базар во рамките на одбележувањето на негата на стари лица. Како што кажавте, 365 дена. Грижата на вистина, староста е малку подолга од младоста и треба повеќе време да се посвети. Што овде се случува и какви се активностите за да се анимира работата и терапија? Така. Уште еднаш би сакал да ви кажам, денеска е Кузман и Дамјан, славата на домот, од кој нашите колеги ја заславиле и таа традиција трае веќе повеќе од 7 години, меѓутоа сега се погоди и неделата за грижа за стари лица. Грижата за нив, како што самите рековте, е 365 дена од целиот персонал, посветено работејќи за нивното добро здравје, социјализација и најважно демаргинализација од општеството. Значи, ние се грижиме за овие стари лица да не бидат маргинализирани, иако се во своја секундарна средина, не се во примарната средина. Тоа го чиниме еве на овакви начини, значи преку работна терапија, преку едукативни работилници, преку разни настани кои општествените чинители ги чинат за нас, за да секојдневието да не биде монотоно. Значи, ние се грижиме комплетно за нивниот социјален и здравствен аспект. Ова се рачни работи, изработиле, дел учествувале, дел тоа е продажно, ќе бидат средствата наменети секако за домот. Повторно за нив и за потребите на нашите корисници. Јас сум пресреќен и презадоволен што имам прекрасни корисници и многу креативен тим кој работи со нив посветено и на нив ниту еден ден не им е досаден, значи едноставно тие си го исполнуваат својот ден, а со самото тоа тие се чувствуваат дека се потребни, се уште потребни. На тоа сме ние многу горди, како ние, така и нивните семејства, и тоа е една нивна лична сатисфакција од која секојдневно, значи им дава енергија, дава една дополнителна сила. Сега, каков е приемот тука, како може да дојде оној што сака? Знаете зошто ве прашувам, бидејќи се уште меѓу луѓето е да речам, мислење како да се отфрлени или ги однесовте во дом. Но тоа треба да се надмине, бидејќи самотијата е многу лоша. Да ви кажам, тоа се стереотипи од некое минато. Вистина, примарната средина е примарна средина. Меѓутоа, нашите корисници тука го наоѓаат сопствениот мир. Ја наоѓаат својата возрастна структура, со која можат заедно да живеат, да творат и да бидат исполнети. Ние никогаш не сме ја прекинале нишката, напротив, ние сме мостот помеѓу семејството и нашиот корисник. Значи, Капацитетот е сега отприлика 70 на лица, во моментот имаме 64 лица, значи околу 70 лица, порано ова е навистина објект, постар објект, меѓутоа и за тие 70 лица се грижиме онака како што е потребно. Тука во секој случај е специјализираната болница која ни помага доколку дојде до влошување на здравствената состојба и во координација со семејството ние истите тие наши корисници ги префрлуваме во специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина. Меѓу другото, се трудиме да објасниме на општеството дека ова не е отфрленост, апсолутно. Немаме никаква намера, затоа што првично сакаме... Не од вас, од луѓето што рековте дека се тие стереотипи и дека... Стереотипи се уште постојат во општеството, тоа е за жал е тоа така, меѓутоа
од разговор со некои од корисниците ќе видите дека тоа не е така. Да, постојат и конфликтни ситуации, но ние сме тие и поентата е да ги надминеме тие конфликтни ситуации и да ги споиме семејството и корисникот и да добиеме нешто, еден нов однос, една нова, да. Сега и вас, вие сте долго време, работевте и во другата, во болницата, во гериатрија, сега сте тука, разни судбини, разни... И треба да се најде начин како да се комуницира секој човек, има своја, да речам, околина и своји мисли, да ги канализирате, да видите што треба, талентот да го извадите едноставно. Апсолутно, секогаш гледаме тоа. И значи социјалното милје, и тоа го внимаваме ние како стручни, професионални работници, социјални работници, мораме да увидиме и да пронајдеме кој со кого може да се дружи, кој така е и во нели. Во животот е така. Значи, кој со кого може дружи, која е таа класификација помеѓу нив. Тие самите наоѓаат овако, меѓутоа заеднички треба да осознаат прво дека се во нова средина, каде што секако се почитува куќниот ред и сите препораки кои ги дава тимот кој работи со нив. За една порака за по повод неделата на заштита на, односно грижа за стари лица. Јас првично на почетокот не ги спомнав, но морам да ги спомнам Црвениот крст на Република Северна Македонија, Црвениот крст на град Скопје, кои се носители на ова кампања во третата недела од месец ноември. Секоја трета недела е недела за грижа за старите лица и навистина сум им премногу благодарен. Затоа што и тие, како еден чинител со кого ние соработуваме, се навистина посветени на оваа категорија на лица и кон нашиот дом во соработка со најразлични едукативни работилници, со најразлични помошти за старите лица. Значи, секогаш се тука и правиме една голема мрежа на соработка, се само за да докажеме дека оваа категорија на лица не се маргинализирани.